Добра вечер, почитувани гледачи. Ако минатата емисија под лупа ја ставивме општината Охрид, овој пат одиме во Струга. На моје големо задоволство, мој гостин е градоначалникот на општина Струга, господин Отрамис Мерко. Добре дојдовте во ТВМ, добре дојдовте во Лупа со една пауза од некаде 5 години. Може би повеќе. 4,5. 4,5 се, Добро вечер да. и за вас. Добро вечер за сите гледачи на ТВМ Охрид. Почит кон вас и вашите соработници. Ми е драго што ево после толку време сме повторно тука заедно, па да видиме што правиме и што се случува и во Струга и околината. Така. Господине Мерко, прво ваше гостување вака во медиум, јавно, од кога дојдовте како градоначалник на општина Струга. Какво е чувството? Сигурна сум дека имавте пред тоа средби со новинари, но еве вака јавно и во оваа функција една пауза подолга. Да. Верувајте, и во кампањата сакав што помалу да бидам во медиумите, сакав што повеќе да бидам до граѓаните. Не дека сум против медиумите или не сакам да бидам во медиуми, но така изградив една стратегија во овие локални избори и мислам дека ево испадна да победата беше во дохват и после вториот круг, значи, станав по трет пат градоначалник на општина Струга. Какво е? Многу. Какво е чувството, еве? Дали предпоставувавте кога го завршувавте вашиот втор мандат дека и по трет пат ќе бидете градоначалник? Дали имавте некакви амбиции или тоаш мислевте дека завршувате со една таква ваша кариера? Па видите, 2005 година кога се кандидирав за градоначалник, тогаш не знаев што е локална самоуправа. Викам, на видум, бидејќи немав искуство од водење на општина. Да, работавме во наши бизниси, со наши предпријатија, исто така со голем круг на луѓе, со граѓани и така натака, но не беше исто тоа што работавме приватно со да водиш институција, нарочито општина со негдека 70.000 граѓани, но бевме трудолюбиви, работавме непрекидно и од порано имавме добра релација и со граѓаните, можда и влијание кај институциите од исто ниво или од повисоко ниво или од пониско ниво, така што бевме добро примени, но се потрудивме да дадеме услуги, да не речам не 8 часа, можда и 10, 12 и 14 часа дневно, само и само да решаваме потреби, односно барање на граѓаните. Вториот мандат, можда велам дека се фати во штрек. Немаше друг излез, мораше да кандидирам уште еден мандат, викам морав. Никогаш не мора човек, но имаше недозавршени работи. Не само недовршени, него така беше конструкцијата на членството тука во огранокот на Струга и беше така, бев принуден да покушам уште за еден мандат. Беше тежок, имаше една лоша поделба од една и друга страна, баш можда во етничка база, за разлика од тоа што сега сакам да го кажувам. Тогаш се поделивме едни на една страна, други на друга страна. И иако знаев потешкотиите, но до тогаш имав средено во еден мандат многу работи, кој ми беше после полесно да можам да го обавувам и вториот мандат. Третиот мандат, јас не бев, уствари, 2013 не бев кандидат за градоначалник, беа 20 други кандидати, но сега 2017... Што ве испровоцира сега, еве? Што ме провоцира? Па, за сите овие 4,5 години што
не бев градоначалник, имав секојдневни поплаки. Јас станав пратеник 2014, 2016 станав министер, секогаш Бевте, значи, во високиот политички врв, да. Истото секојдневно од граѓани, барања едно, друго. Бившиот градоначалник не седеше во општина за да им служи на граѓаните за гласот што го добил. И секогаш тие граѓани се жалеа кај мене, кај структурата на ДУИ, повисоко кај поголеми функционери, да речам, иако што и јас бев еден од повисоките функционери на ДУИ во Струга. И после сето оваа ситуација, сватив дека значи, треба да се вратам повторно во локалната самоуправа, бидејќи и сите работи што јас и проекти што ги оставив незавршени, односно проекти кои треба да почнат, и односно да ги направи наследникот, воопшто мислам дека не се чепна и решив да барем да завршам мојата кариера позитивно. Иако беше густо, значи против кандидат ми беше лидер на партија, со можда помалу потрошен во политиката, бидејќи беше само еден мандат, градоначалник на Струга, односно не пол мандат, негдека 3,5 години, бидејќи после тоа си замина пратеник. И дека на некој начин се створија и многу други проблеми во градот. Не сакам да ги набројувам, но почна и поделбата на етничка база, во партиска база, значи се поделиме сите во сите страни само да обстане, значи тој човек. И јас тука сватив дека барем јас кој сакам да не сум од неговата партија, односно не сум и од неговото мислење како се раководи еден град или една локална самоуправа, решив да го пробам уште еднушка среќата, но сигурно сериозно го прифатив таа кандидатура и мислам дека имаше една тешка кампања, значи да поминиш во првиот круг беше тешка работа. Така е констелацијата на Струга или специфичноста. Ретко може да излезат во втор круг двајца албанци. Секојаш излегувало еден албанец, еден македонец. Во тие гласови, значи, против кандидатот од Алијансата доби 9300 гласови, јас негдека 8000 гласови, како кандидат на ДУИ. СДСМ, кандидатот на СДСМ доби 7200 и од ВМРО 4500 гласови, така што и од БЕСА негдека 1000 гласови, така што испадна да бидеме ние 20-та во втор круг. Па кој втор круг секој мислеше дека е полесен, но секој круг е тежок, да. тежок. Дали подмукло, односно и со предчувство против кандидатот Селја ги собра сите политички партии. Од Алијансата, каде што имаше унитети и РДК, па БЕСА, па партијата на турците, па ги собра, да не речам и ВМРО и други, многу јака кампања во наводници направи кај печалбарите дека нон-стоп, значи, им се жалеше дека вака ми прават другите, односно јас сум тој што бранам државата, албанштината и едно и друго, стана голем патриота. И како победивте вие? Потоа имаше 200 вработени во локалната самоуправа.
Мислам тој, затоа што тој беше градоначалник и понатака. Имаше негде 300 вработени во Проаква, имаше 200 вработени во комуналното предпријатие. Имаше околу 1500 во образование, учители, професори, помошен кадар. Мислам дека задовела беше тешка борба. Ние како ДУИ немаме, ама ни една коалиција, ни еден договор со друга политичка партија, зборувам за прв круг. И ако тие добија 9300, ние добивме 8000 гласови, но значи Алијансата немаше повеќе од 5000 гласови. Затоа што 2000 му даде БЕСА, му даде партијата на турците, ВМРО и така натака, што печалбарите, структурите и така натака. Но, ево, граѓаните имаат свое право да гласаат колку сакаат. Ја мислам дека мене повеќе ме Граѓаните посака. знаете што, значи секогаш на посака, крајот одлучуваат онака по нивна волја. Без оглед на тоа што многу пати мислиме дека се врши врз нив некаков притисок, но кога ќе го дадат својот глас, секогаш преовладува она што е нивно мислење, нивно чувство. Не. Видите, не секој. Има одреден број. Сега 20 до 30% од граѓаните кои се понекогаш ни за едната, ни за друга, неопределени, да. Може тука да влија и притисокот, и парата, и друго, и трето. Например, ево ќе ви кажам нешто друго. И сум го кажал и на луѓето кои доаѓаат од амбасади и така натаму. Па дали не е купување на глас ако им платиш на печалбарите превоз да доаѓаат во Струга? Дали не е купување на глас? Значи ти му го плаќаш патот за да дојде. Дали тој глас не е купен? Суптилно, на некој начин. Не на суптилно, то од многу јавно. Ама сепак не знаеме за кого ќе гласаат зад параванот. Не, штом тој на некој начин доаѓа за него, а тие ги селектира од место таму, преку нивните активисти, кои се за него, може да се качат во автобус или во авион. Но некој број од 5-10% можат и да сгрешат, па и да гласат за другиот кандидат. Така што не беше лесна таа кампања. Ми е жал што за прв пат поделбата се направи многу драстична. Иначе во вториот круг, иако се жала дека ние сме добиле со гласовите на македонците, додека тој бил само со гласовите на албанците, тоа не е вистина. Во прв круг села имаше 9300, во втор круг доби 13000. Значи негдека 3700 гласови се плюс. Значи, во чисти македонски села зеде по 100, 150, 200 гласови. Но и тоа не е Значи, не треба да го негира. Значи мултиетничка е и затоа после гласот нема гласовите од сите се важни. етнитет, ни вера, ни нација. Так. Вие сте градоначалник на сите. На сите граѓани. Јас им и кој треба да е градоначалник на сите граѓани. Ево јавно, бидејќи ево за прв пат сум во емисија, им се заблагодарувам за дадениот глас, но ќе бидеме градоначалник на сите граѓани, без разлика кој даде или не даде глас, кој не подржа или не подржа. Без разлика на вера, нација или конфесија, за сите ќе бидеме градоначалник. Немаме партиска книжка додека го обавуваме функцијата градоначалник. Господин Мерко, значи ме интересира каква состојба затекнавте еве во општината кога дојдовте? Што беше поразлично од она што вие оставивте? Подобро или полошо? Значи ги затегнав сите тие проекти што ги имав оставено. Значи слободно можам да речам дека ниеден од тие проекти што ја ги започнав, односно ги имаше проекти, не беше извршено или направено, а од друга страна иста и општинска зграда затегнав,
за 4,5 години, слободно можам да речам, како старите што викаа во времето, еден брут или една шајка не беше ставена, ни една фарба не беше ставена, ни една врата замената, ни еден прозор, ни една ролетна не беше промената, ни една плочка која можда јас се оставив еднака е скалите скршена и тоа така е уште скршена. Значи, се тоа што јас имав оставено, 4,5 години, ама баш ништо не беше ставено во локална зона. Да, поред таа администрација што имав оставено, скоро сите беа тука, мало од тие луѓе беа казнети кај бараките, односно неколку од кои некои 3, 4 или 5 беа отстранети од работа. Најдов некои имиња и презимиња во спискови кои не беа ни од струга, кои никој не беа дојдени или не биле во општината да работат. Дојдоа некои своји луѓе кои беа во платен список, кои рекоа ние не сме за ова работа. И си дадоа отказ самите. И близок прв брачет од села. Дојде и потпиша. Го почастив, рече како тебе нема човек и си замина. Доаѓа еден, вика, верувајте, дали може да не ми го прекинете договорот до крај кога ми поминува. Викам, зошто да ти прекинам? Викам, кај работиш ти, во која канцеларија? Не, рече, ја не сум дојден никојаш тука во 3 години. Значи, вакви случаи сме имали. Можда не е убаво ова што го зборувам и го кажувам се. Па, затоа е емисијата подлупа, значи да ги видиме и тие што најситни нешта. Но го кажувам вистински дека ова е неможното. Што направивте, значи? Некој дојдоа и си отидоа, некој биле во платен список и можда после некој ден кога почнавме ние посериозно да ги разгледуваме состојбите, поднесоа барање да им дадеме картичка за влегување во општината. Значи, а дали имаше некаков реваншизам од ваша страна? Дали некои кадри беа избркани од работа затоа што не биле припадници на партијата од која што доаѓаат? Не, него секого кој го злоупотребил својата функција во работата, ќе има соодветни санкции за секого. Тоа се работи. Например, ево, ако во времето минатата администрација човекот би имал работа да излегува или вработениот имал задача да излегува секоја недела во прес и да каже што работи градоначалникот и локалната самоуправа, односно и да критикува минатата, односно мене. Ние истата задача му е дадовме да продолжи. Сигурно да каже што работи денеска локалната самоуправа, со тоа да критикува што работел и претходниот градоначалник. Тој тоа не го прави. Затоа сноси санкции. Ако тоа не го прифаќа задачата 2 пати, се оди од на работа. Имате многу такви случаи? Не се многу, али ги има. Направивте ли реорганизација значи на општинската администрација, ставивте раководители на сектори, направивте тим? Да ви кажам право, без да се пофалам, ако во 2 часот, понеделнички на 6, отидов да го превземам функцијата градоначалник од страна на комисија, општинската комисија за избори, изборната општинска комисија. Во 3:30 си заминав, утредента дојдов во 8 на работа, до 11 часот сите структури, сите оделенија и сектори се ставија во функција. И од истиот ден општината работеше со полна пареја. Значи не требаше многу. Така. Бидејќи јас цела администрација ја имав тука и знаев кој колку работи и каде што може да одговори најдобро. Да, најдобро да работи. Сите други
сигурно. Задоволни сте од капацитетот кој што го има општинската администрација, од кадрите, значи Да, си имате соодветен кадар на соодветно место или ви треба, ви недостасува, треба некоја дообука? Не дека немаме, можам слободно да речам дека имаме добри човечки ресурси за извршување на работите кои ни се задолжение како општинска локална самоуправа. Тоа е се мој кадар, кој сум го обучил во 8 години, но не значи дека не треба повеќе. Да се дообучи. Сигурно дека и понатака добри деца, млади деца, ќе ги прифатиме во локалната самоуправа, правиме нова систематизација, ќе им дадеме соодветни места, каде што и тие ќе бидат во идно време добри кадри кои ќе се справат со потребите на граѓаните на општина Струга и пошироко. Каква е финансиската ситуација во општината? Општина Охрид за жал не може да се пофали, веќе 20 па и повеќе години имаме задолженост, еден огромен долг кој што ниту еден од досегашните градоначалници не успеа да го врати. Каква е ситуацијата кај вас? Нешто е подобро, ама знам дека не е најдобро, да. Еве, кажете ни вие од прва рака како стојат работите на финансиски план. Ке се вратам 2005. Реков, не знам каде одам, бидејќи не сум бил тогаш одевте нешто непознато, но сега знаевте од прилика што ве очекува. Тогаш наследив блокирана сметка, тие 5 месеци, негдека 2-3 милиони евра, и во време од 8 години ви тврдам дека до денар исплатив сите долгови. Освен што се инвестираше, ги плаќавме долговите, стапив одма во контакт со поголемите фирми, се договориме да исплатиме основниот долг во рати, додека камати и така натака да ни ги отпишат. Имав и влијание не само како градоначалник, него како е човек од влијание во Струга, така да ги искористите вашите приватни врсти, и контакти. Можности. Тврдам дека во 2013 година, која пред да заминам од локалната самоуправа, 25 април 2013, недела дена пред тоа од Оделението за финанси побарав извештај како го оставам значи локалната самоуправа. Тврдам, а тоа има и записник подпишан од самите вработени во Оделението за финанси, им укажав, не правите извештај за Мерко, бидејќи ќе си оди, ќе правите извештај за тој што доаѓа, за да не ве малтретира, треба да биде соодветен. Јас тврдам дека тогаш му оставив околу 1.300.000 евра средства кеш во сметка. Му оставив негдека 5.000 предмети за легализација, кои ако тие ги направеше како што треба, односно ги даваш на граѓаните кои побара легализација, ќе инкасираше од 3 до 4 милиони евра. Потоа му оставив економска комерцијална зона, 25 хектари, која има вредност на продажба 2000 денари на лицитација, која цена може да оди повисоко. Тие се околу 8 милиони евра. Значи, сума сумарум, негдека околу 2-13 милиони евра, ако седне човек, може да ги инкасира надвор од буџетот кој е годишен, од приходите, кои доаѓаат од комунали, кои доаѓаат од договорни услуги, кои доаѓаат од купопродажни договори, кои доаѓаат од давање под заем, кои доаѓаат од концесии и така натака, што ево претходниот градоначалник не го искористи и што вам тој ви остаде? Тврдам дека има оставено долгови
Не сум побарал извештај колку се тие, бидејќи сум спремен таа состојба да е средам. Имаше поплаки од бившиот градоначалник дека за проект во Охрид од 3.750.000 евра, во негово време се земени околу 1.200.000 евра, и во мое време толку ни зеде Министерството за финанси, има останато уште, ми се чини 1.200.000 или 300. Ево се договараме за репрограмирање, односно за исклачање со владата. Тоа ќе биде брзо, односно ќе се договориме со општина Охрид, бидејќи ние имаме еден делбен биланс кој 75% тоа требаше да го плати општина Охрид, односно проаква. Се сеќавам на овој разговор, ми се враќа некако назад кога го правевме истиот момент. Ние солидарно да превземаме 25%. До сега ние имаме платено над 65 до 70%, општина Охрид нема платено, но има место за договарање како тоа да го решиме и ние да ги вратиме средствата во касата на општина Струга. Но без разлика на тоа, веќе за уличното осветлување во Струга нема платено воопшто средства 4,5 години и има еден долг со судско решение од 1.200.000 евра. Има долгови на сите компании, кон сите компании кои правеа услуги во општина Струга. Сигурно и тие се негдека над 2 милиони евра, но без разлика, викам на тоа, општина Струга може да се справи со проектите и програмите кои ги носи Советот на општина Струга за ова календарска година, односно и во наредните, бидејќи ќе знајдиме решенија и да покриваме долгови, но и да извршуваме проекти. Се нафативте сега, тоа е тоа. Воопшто не се плашам. Не се плашам од таа работа, како и секој што не сум се плашал. Ова малку се навративме наназад, разговаравме за сегашната актуелна состојба во општината. Сега тука ќе направиме еден пресек, време веќе за реклами, а потоа нешто сакам да ми кажете кои се вашите идни планови, конкретни проекти за општината, за развој за една поубава Струга. Сигурно. Кам, постојано ниски цени. Кафе напиток 250 мл 39 денари. Бисквит 2 по 450 грама плюс лимена кутија 249 денари. Подлога за вежбање 299 денари. Тек од 2 килограми 219 денари. Кам, купувај мудро. Таа е точно тоа што го барате. Убава, паметна, елегантна, вашата фантазија. Но оди во комплет со мама. Доста е со глупости. Избери Кредисимо. Од сега аплицирај до 80.000 денари брзо, лесно и целосно онлайн. Кредисимо. Пари на време. Во пријатниот амбиент на ресторанот на Хотел Гарден, уживајте во специјалитети од интернационалната кујна. Започнете го денот со највкусната чорба во градот и испите го утринското кафе на новата ресторанска тераса. Рај на вкусови во прекрасен амбиент. Ресторан на Хотел Гарден. Започнуваат промотивните акции во Кармен Бау центар Охрид. Ламинат, комплет со филци и лајсни со намалена цена од 250 денари. Печки на дрва со намалена цена веќе од 4.990 денари. Грени тела со намалена цена од 390 денари. Понудата трае до потрошување на залихите. Кармен Бау центар Охрид. Во Fish and Lounge бар Лихнидос, февруари не е така досаден. Секој вторник, четврток и недела, 20% попуст на артиклите на денот. Информации и резервации на телефон
078 966 599. Хотел за парно Максима од Екошпар загрева максимум 250 метри квадратни. За домот штедливи, за природата грижливи. Хотел Престиж Струга. Луксузен интериер во модерен стил. Ресторански сали со капацитет до 600 до 450 гостие. Со атрактивен изглед за организирање фамилиарни свечености, прослави и забави. Цена на менија за свадби од 12 евра со вклучен неограничен пијалог. Комплетно декорирање на сала, сопствен паркинг. Луксус што можете да си го дозволите. Хотел Престиж Струга. Викенд акција во Миса Маркети. Пиле перутни на 1 килограм 139 денари. Суташ кисело млеко 400 грама 19 денари. Табла јајца М 30 парчиња 139 денари. Поморско млеко 3,2% масленост 1 литар 39 денари. Джем од јагода 820 грама 79 денари. Мандарина 1 килограм 34 денари. Пазарете со мерак, ваши Миса Маркети. Градоначалник, краток одмор, но сигурна сум дека не ви пречи. Моабетов ни е пријатен, сигурна сум и на гледачите. Реков прво ваше појавување пред камери вака јавно од кога станавте по трет пат градоначалник. Сега сакам малку да ги конкретизираме работите во овој дел од емисијата. Денес имавте посета на Министерот за здравство, на Министерот за образование, значи еве конкретно да започнеме од тие сегменти на живеењето во Струга. Какво е здравството, во каква состојба, какво е образованието? Знам дека години наназад имавте проблем со образовните институции, со состојбата во која што се наоѓаат, со кадарот и така натаму. Значи, што локалната планира еве во овие два сегменти кои што се многу значајни за животот на граѓаните, да прави, да инвестира? Имате ли некакви конкретни проекти? Што се договоривте денес на средбата? Дали имаше нешто конкретизирано или се разговараше општо? Да. Значи, почнуваме со здравство и образование, ама претходно сакавте да ме прашате што понатака, колку проекти предвидувате или кои се тие по-капитални проекти? Да ги поврзиме и двете работи. Сигурно дека имате проекти кои што се во овие два сегменти вклучени. Еден од поголемите проекти што треба да завршиме е третирањето на сметот. Значи, не сме повеќе да се деси сред лето, иначе денес не се подпалува депонијата, али сред лето да се подпалува депонијата, односно да се загрози одморот на тие туристи кои навистина дојдоа во Струга да поминуваат во летниот период, односно и на печалбарите, но и на граѓаните на Струга,
кои живеат во тој така, велам, најдобар град во светот. Многу бевте повикуван на оваа тема. Да, значи, да, вашето име беше многу спомнувано, затоа што во вашиот мандат започна сето тоа. Да, 2005 се постави таа депонија во тој дел, бидејќи немаше друго место, друго решение. Значи, имаше протести во Радожда, односно Маливлај према Чафасан, за депонија до која немаше и место каде да се дотури повеќе смет. Исто така покушавме да одиме кон Скупштина, баш во место до каде се ваѓа јагленот. Имаше таму така простор за сместување на сметот и таму никој не поддржа, односно не избрка на некој начин во наводници. Потоа се одлучиме во тој дел, бидејќи тука во близина е индустријската зона и има потреба и за струја, има потреба и за грејење, и мислиме дека со новите технологии ќе донесеме од тие технологии и истиот смет или преку горење ќе добиеме електрична енергија или топлодна енергија и така ќе го искористиме во таа близина. Но што се случи? Но се случи да централната власт немаше нюх за третирање на сметот. Ти ви тврдам дека во време од 10 години, јас бев 8, но велам 10 или 12, никој не се постави на дневен ред на владини седници, односно и во собрание, односно и во некое министерство, прашањето за третирање на отпадот, односно на сметот, така што општините немаа сила да се справат. Такви депони ги има во секоја општина. Такви депони ги има и во секое село. Ние немаме ниедна легална депонија во Македонија, освен Дрисла, и тоа само 25%. И кој треба да се справи? Што сега ќе се прави? Во 2010 година се донесе закон за јавна чистота и не повикаа тогашните министри за транспорт и врски и за заштита на човекова околина да се справиме со тогашните диви депони, со тоа што ќе помогнат и министерството, односно владата. И тога падна прашањето. Да, ќе отпочнеме со дислоцирање на сите диви депони, но во која се постави прашањето, во која депонија да се носи, легална депонија да се носи. Значи, пак требаше да направиме некоја друга дива депонија. Овие потпалувања во Струга, тие се од човечки фактор, не се тие од нешто друго. Велам, такви ги има секаде. Такви се. И во Буково, да речеме, и во тоа е генерален проблем, на цела држава. На цела држава. Најве беше тоа алармантно во Струга затоа што се палеше сметот. Да. Но од 2009 година веќе работиме на техничка документација во центарот во планскиот регион, на југозападниот регион, за регионална депонија, која ќе опфати. Но некако никој не се согласува за локација. Сега ќе ви кажам за општините Струга, Охрид, Дебар, Кичево, Пласница, Македонски Брод, Жупа, Дебарца и Вевчани. Значи 9 општини. И е определено едно место, значи Годиви 1 и Годиви 2. Но сега од, да речем, политички побуди, ние знаеш, викаме прво не, па после ако се предомислиме, односно ако видиме дека тоа не загрозува човечки животи, не загрозува човечката околина и животната околина,
мислам дека треба да се прифати. Ако и гледаме депониите околу местата каде живеат густо население, како што е Струга 70.000 или Охрид 60.000 или не знам што, а во Годивје 1 и Годивје 2 нема жители, да речеме, во тој дел каде се мисли да се изгради регионалната депонија, ја мислам дека треба да се убедеме дека во едно место треба. Односно, ево вака ќе кажеме, сметот не е некој отров. Вие знаете, Сметот може да биде многу и доходовен и корисен, доколку се направи и е доходовен и корисен. Во сите поголеми европски градови депонијата, односно фабриката за сметје во центар на градот. Само Оџакот имат филтри. Да, за време на вашиот втор мандат имаше еден многу убав проект за да се прави една современа депонија, но ете и од тоа ништо не се направи, не се реализира. Зато велам сега, сегашната влада сака по секоја цена да изнајди решенија за справување со сметот. Веќе се оди на одлука да со дивите депонии да располага државата, односно владата, со преку Министерството за животна средина, а не општините. И мислиме дека е прифатливо и за нас, бидејќи и кога е бидено потреба да се согласиме сите градоначалници или совети на општините за да го издадеме сметот на компании кои беа заинтересирани да работат во третирање на сметот, некој рекол да, некој рекол не. Не се согласија сите, да. Да, верувајте дека и тука е бидена причината што не е изнајдено до сега решение за третирање на сметот. Но, мислам дека ако за тоа стои цврсто владата, ја мислам дека за брзо време ќе се изнајде решенија. Не мора тоа да биде на некој посебен начин, со примарна селекција, со секундарна селекција, со обработка на тие селектирани материјали. Може да оди на подпалување преку акселератори и повторно да се добие електрична енергија или топлотна енергија. Значи, има начин како да се справи. Швеđаните работат со акселератори. Другите работат со други технологии, а ни ги нудат сите тие технологии, ако му го дадеме сметот, самите ќе постават технологии. Да, ќе вложуваат 50 милиони евра, 100 милиони евра. Има компании кои вложуваат. Кај нас се дојдени десетина такви компании. Меоли од Милано, тоа е меѓу Милано и Торино. Ата од Австрија, германци, турци, сите, мислам, за големи компании кои се дојдени. Но ние сакаме да го дадеме... Ние го чуваме сметот за себе. Го чуваме за себе. И некој ќе рече едно или друго. Јас во сегашниот совет, кога критикува од опозицијата, им реков, ево кај сте, кој ќе го решава проблемот со сметот, нека дојде, нека стане градоначалник. Јас ево ќе се повлечам. Но јас тврдам дека тоа ќе го направиме за брзо време. Навистина е горлив проблем за Струга, веќе и алармантен, да речем, и загрозувачки за здравјето на својство на министер во ова влада, додека бев, изнудивме негде 200.000 евра за апаратура, односно машинерија за балирање на сметот. Јас сум во потек за објавување на јавен тендер за купување на тие машини, вредат околу 200.000 евра. Ке има пункт така што нема веќе да видиме смет додатен во депонијата. Работиме. Сега каде се депонира? Се уште таму? Се уште е таму, но мислам дека за 2 месеци ќе има решение со тоа што има плюс во буџетот негде 200.000 евра за плаќање, транспортирање на сметот до Дрисла. Имаме договор со Дрисла, така што
мислам дека после 2 месеци секој смет кој ќе се собере веќе нема да се депонира во депонијата, него ќе оди во Дрисла. Од друга страна, веќе работиме на проект за чистење на коритото на реката Дрим, чистење на устието на Дримот, за да направиме место за анкерирање на бродови, затоа што ни треба длабина од 1,70 м. И цел тој мул од коритото и од устието ќе се покрива целосно целата депонија. Така што можда и тие што запалуваат не ќе најдат место каде да ја запалат повеќе таа депонија. А од друга страна, веќе имаме барања од компании кои собираат газ од депониите со бушење и со собирање на гаста за производство на електрична енергија. А сега каква е состојбата кај депонијата? Дали имате подобро обезбедување или... Не, има компанија, но има и дождови сега, има и снег. Не може да се потпали. Значи сега... Така, а има компанија која се справува со одржувањето на депонијата, како се носи сметот, така и се средува и се покрива и така што значи, нема ризикот. Дека дојде време за кога ќе има услови за да се потпалува повторно, ќе го решите проблемот. Затоа сме дојдени, ево еден проблем што беше останат, него среди минатата гарнитура која мафташе со слики дека ево како е бидена депонијата, ќе видите ние како ќе средиме, а го остави уште многу пати полошо од тоа што ние го одржувавме во времето. И да ви кажам уште една работа. Ние го одржувавме депонијата за 1 милион денари годишно. Минатата власт во општината плаќаше 6 милиони годишно и па не можеше да го одржи, односно не се одржува со еден трактор. Тука има малверзации, но остануваме на органите да го согледа таа ситуација. Тврдам дека за брзо време ќе се справиме со депонијата. Очекуваме сите, значи тука ќе сме будно ќе следиме ситуацијата. Тоа е еден проект кој е најважен за Струга. Втор проект се поврзува со доаѓањето денес и на министерот за здравство. Веќе и понатака сме лидери со добар кадар во болницата во Струга, но со соодветни услови. Значи, зградата е дотраена и нема доволни можности за подобри услуги и за подобри успеси на здравството во општина Струга. Ке се инвестирали нешто, ке се прави? Јас во кампањата скоро во сите места имам дадено препорака дека ние ќе градиме нова болница и тоа мораме да го направиме. Имаме неколку локации кои се соодветни со тоа што и на министерот му реков дека не бараме државни пари, не бараме ни општински пари, не бараме ни пари од граѓаните. Ви ќе речете како. Сакаме да го понудиме стариот дел, старата болница со се земјиштето на некој инвеститор. Тоа е во место кое е интересно за инвестиции, дали за објекти за живење, дали за некој трговски центар, дали за некој хотел добар или било што друго, кој е во интерес на инвеститорот, со тоа што со тие пари ќе градиме нови згради за здравство. Општината ќе урбанизира, веќе сме во тек, на земјоделско земјиште, со тоа што тоа земјиште ќе го дадеме гратис, како општина,
нема да му земеме ни комунали. Комунали, да. Да, и ќе имаме, мислам, нови функционални места за здравството. Ќе вработиме уште повеќе можда здравствени работници, лекари и така натака. И мислам дека граѓаните ќе имаат подобри услуги во тој прилог. Имаме ли инвеститори веќе заинтересирани? Имаме десетици имаме и мислам дека тоа го прифати и министерот и денеска јавно кажа дека во Струга ќе има нова болница. Тоа е еден капитален објект, реков депонијата, ево болницата, односно за здравството една можност повеќе, но не застануваме тука. Значи, столбовите на едно општество и на една општина се здравството, образованието. Значи, еве, што ќе се инвестира, што ќе се прави во образованието. Со заменик министерот за образование исто така дискутиравме не само за квалитетот на образованието, него сигурно треба и соодветни згради каде ќе учат учениците. Мислам дека веќе ние на владата, на ова влада, сме му доставиле одредени проекти кои се за сега, за ова година, неминовни да се изведуваат и сме, мислам, и заменик министерот потврди дека истите ќе бидат прифатени за да створиме подобри услови за учење, со тоа и поквалитетно учење. Не дека не е направено до сега, сегогаш понешто е направено, но има уште да се направи. Постојат долгови во тој прилог. Тоа го известивме и на заменик министерот Арбор Адеми, дека владата со дотации не ги исполнува потребите за транспорт на учениците, за грејење на училиштата и некои други материјални висината потреби. на дотациите е мала. Да, е ниска. Иако ова година имаме покачување од 20% за услугите, но се мало према тоа што имате потреба. Школите пренесувале долгови од година во година. Ви многу отворено ќе ви кажам, иако ние треба да постапуваме политички, но понекогаш свеста не те остава да секогаш напаѓаш. Да, треба и хуманата димензија да се треба да се види хуманата димензија. На 22 ноември почна ЕВН да исклучува струја од школите во Браќа Миладиновци, во Велешта, не знам, Октиси. И само што дознав за тоа, што ми се јавија директорите, се јавив кај ЕВН и реков прекините со исклучување. Секој динар што должи општината или школите, ќе го исплатиме и то многу кратко и многу брзо. Ако сакав да правам политика, сигурно ќе побарав да ги исклучат сите. Но што ќе добиваме? Ученици на улица? Тоа не ни дозволува свеста да учениците останат на улица. Како ќе го направите тоа? Како ќе ги исплатите долговите? Јас го направив тоа многу брзо. Одма на седница, на крајот на месецот ноември, на седница на Советот, донесов одлука за исплата на долговите према ЕВН, со тоа што еден ден побарав средба во Скопје. Таму беше Стефан Троцк, тој одговорниот, со Валентина, да кажувам, и други во екипа. И се судривме мало. На крај му реков, што, вие сакате и крвта на учениците да го земете? Не регулаторна комисија така ни наложи. Регулаторна комисија ти наложува или ти дава цена, но не да земите и камати. Вие сакате мене да ме лажете тука? Станав да си одам. Не, чекај. Викам, Господ ке ве отепа ако продолжите вака. Верувајте дека вака остана човекот. И се договоривме од 4 милиони денари, негде ка 2,5 милиони исплативме во целост, 1,3
3-400.000, значи ни отпишана во име на камати. Така што немаме ни еден денар долг Сега веќе према... немате долг према... Тоа Елена. го изближавме. Имаме долгови за грејење, но и со тоа се справувам. И со Пуцко Петрол, и со други, и со трети. Сакам да ги отпишат каматите, долгот ќе му се исплати. Сакам сите школи да се одблокираат. Гледам долг, основен долг за нафта 3 милиони денари, камата 2 милиони 200. Па дали во која држава, не знам каде живеем. Која е ова логика? Ќе одам до крај да ги отпишувам овие камати, ако треба ќе одам и кај повисоките, ако треба и кај лидерите, и ќе го побарам ова работа да ја средиме. Исто така, имаме проблеми со превоз, уште нешто долгови, и тоа сакам да го чистиме, барем учениците никој да мислиме дека треба да излезат на улица. Местото на учениците е во школите. Јас такви проблеми сум имал со инцидентите во средните школи, фала Богу, не се повтори повеќе од кога ги среди. И да не се повтори. Да. Имаме потреба од школи, градење на школи, имаме потреба од градење на сали, тоа се капитални инвестиции што треба да одат преку Министерството за образование или односно преку Агенцијата за млади и спорт. Работаме во тој прилог. А што е со базенот кога споменавте? Да. Гледам дека сега ви се враќа филмот и Да. Па веќе ја имав една средба со веќе се наметнуваат самите теми и прашања. Со директорот на Агенцијата за млади и спорт и добив обеќање за изградба, односно реновирање на стариот базен, со тоа што Струга беше препознатлива по тој затворен базен, сите доаѓавме таму да го користиме во зимските месеци. Исто така, владата има во програма и за еден помал базен, затоа што во програмите на учениците постои да еднушка неделно, 1 час или 2 часа, да се одржува на ученикот базен. треба да плива, што е добро, но нас не е битен овај базен, овај голем базен, со тоа што дека во наредната година ќе оставиме програма и помалиот базен, така што владата зеде обврска дека ќе инвестира во изградба, односно реновирање на стариот базен во Струга. Едношка за секојаш да го решиме. Видиш дека јас го оставив тој проект не решен. Сега ве чекаше вас да го решите. Уште едно, пошто Струга, барем во околните општини е единствена, е што имате средно музичко училиште. Да. Но средното музичко училиште некако како да е подзаборавено, ставено и тоа на завод на времето, а има деца кои што се навистина музички талентирани, кои што немаат можност да одат да го продолжуваат образованието во Скопје или Битола, па остануваат во Струга. Имаме и многу охриѓанчиња кои што доаѓаат во Струга. Дали ќе ги подобрите таму условите, бидејќи деновиве имавме некакви дојави дека ситуацијата таму е навистина лоша? Не. Погрешно сте слушнале или разбрале? Па имаше и слики, значи сликите барем така Не беа покажува. од тоа место, беа од друго место. Тоа беше од кај зградата на Народна одбрана. Има една просторија која сме дале на една невладина организација и таму паднале некои 3-4 од тие стирополи, да речам таму. И така изгледа вистина. 2007 А што е со музичкото училиште? 2007 година ние сме го основале музичкото школа, средното музичко школа, како дисперзирано од Тетовското средно музичко училиште. И мислам дека работи перфектно. Ние сме задоволни од тоа школа, го адаптиравме како општина, бидејќи во тоа време, пред тоа, таа зграда беше детска градинка. Но немаше интерес за од родителите за децата и затоа го преиначивме на средно музичка школа. Значи, реновирањето беше направено со пари од буџетот на општина Струга, но имаме сега друга намера, времењата се менуваат. Да.
И Но градоначалниците имаме на остануваат. чекање негдека 300 деца кои Сега има интерес сакаат за предшколско згрижување, значи во се градинки. згрижат во градинките. А од друга страна веќе во школото Браќа Миладиновци се гради нов дел со 13 училници, така што сите ученици кои се во старото школа на Браќа Миладиновци кај Дом на култура ќе се префрлат тука, со тоа што намераваме музичкото школа да го донесеме во тие простори, а таму да го адаптираме пак, значи проектот е готов. Сме разговарали со Министерството за труд и социјала, со министерката Мила, така што ќе имаме две згради кои навистина се потребни и се самостални во извршување на нивните работи. И градинка, и средно музичка школа. Кој го имаме, но ќе го пренесеме во тој дел. Мислам дека во тој, и тие се проекти кои на некој начин беа останати од тоа време, ево веќе ги продолжуваме во овај мандат. Време е да се реализираат. Градоначалник, веќе еден час како што разговар... Сега дојдовме ние, немајте така. Па, времето за ова лупа истече, што не значи дека нема да имаме можност за уште некоја. Ама не ли ме прашавте што во овај мандат? Па еве се ова што го кажуваме зборувале за беше... инфраструктура. За инфраструктура имаме многу да зборуваме. Не сме зборувале за развој на туризмот. Можеме уште малку ако од режија не сме разговарале. Ако не ме исклучат од режија, можеме ние уште да си разговараме. Во урбанизмот. Ајде уште 10 минути. Не сме разговарале за економските слободни зони, економската слободна зона во Струга, каде денес работи еден странски инвеститор. Зашто сакате од се во ова да разговараме во наредните 10 минути? Не можеме се да опфатиме. Ајде уште 10 минути, ова гратис од мене, иако ќе имам реперкусија, ама... Да, значи имаме додатни објекти и проекти кои ќе се развијат од ова пролет. Значи со програмите кои веќе ги имаме изгласано од Советот на општина Струга, постојат доста нови патишта. Во туризмот сакаме малку повеќе. Веќе сме предвидели една патека од влезот на Струга према Калишта и до Сатеска во должина од негдека 6 километри и ширина од 4 до 5 метри да направиме стази за пешаци и за велосипеди со простори за одмори, користејќи ги и концесиите од концесионерите кои ги имаме во плажите, да направиме нешто феноменално. Која патека од Сатеска после намераваме да ја поврзиме со Охрид, ако ни прифаќате вие охриджани. Секојаш постои тоа ривалство меѓу Струга и Охрид, ама зашто да не се поврзиме? Може се една патека да се поврзиме. Да, се една патека треба, да. Не мора да одиме со коли, бидејќи ќе возиме велосипеди. И да, ќе возиме велосипеди или пеш ќе прошетаме. Мислиме дека еден од подобрите проекти. Исто така и улиците во градот ќе добијат друг терк, освен засадување на дрва, ќе има и велосипедски патеки и ќе има и додатни паркинзи. Имаме еден проект уште по голем, подземен паркинг во целата површина на плоштадот Мајка Тереза, пред општината, во целиот простор, заедно со шеталиштето која е направено од десната страна на реката Дрим. Тоа ќе биде подземен паркинг и сакаме да го дадеме со јавно-приватно партнерство. Ќе има место за околу 800 возила, што мислиме дека ќе го решиме за секогаш проблемот со паркирање, односно со несвесното паркирање на граѓаните, одредени граѓани во Струга, односно тие, например, кои доаѓаат и од другите градови или од странство. Сакам да ги уверам
и граѓаните на Струга дека слободната економска зона е едно сериозно прашање кој му даваме и сериозно значење. Јас како министер, додека бев министер за привлекување на странски инвестиции, негдека пред заминување оставив 27 проекти на странски инвеститори, од кои 3 за во Тирзот во Струга. Меѓу другите еден е и доктор по хемиски науки, кој работи во Colgate-Palmolive во Америка и веќе е при крај со документација за градење на една фабрика за производство на пасти, сапуни и така натака. Значи, кога бевте и министер, не ја заборавивте Струга? Не, никако во никој случај. Лобиравте за вашиот град? Да, ОДВ Електрик веќе го спрема и другата половина на фабриката за производство на кабли за автомобилистичката индустрија. И веќе има 250 вработени, сака да прошири на 400, да зголеми, со тоа што веќе има земено уште една маркица за 400 до 600 други вработувања за изграда уште за една фабрика. Има интерес од Турција, Америка, од Албанија во тој Тирс, така што не знам дали ќе имаме невработени луѓе. Дај Боже. Ви тврдам за ова работа. Сакаме по секоја цена, ова многу сериозно го кажувам, и тоа секојдневно им го укажувам и на вработените. Сакаме секого да услужиме што има можност да инвестира. Барем со инвестицијата ќе ги поврзиме да не си одат младите од тука, односно да не си одат граѓаните во печалба во европските земји или подалеку. Што е најголемиот проблем во денешницата. Дека, ево, и многу јавно, дека кој ќе дојди, ќе побара било каква услуга за да инвестира, ќе го услужиме. Не ви одзедов многу време. Дали може да ја завршам емисијата? Да, може. Ако сакате, уште малку да. Изволте. Ви благодарам, навистина ми беше задоволство. Сигурна сум дека задоволството беше и на гледачите. Многу имаме што да разговараме, Да, значи овие 4 години навистина биле, да речам така, еден простор вакуум, кој што сега сакаме во една емисија некако да го надокнадиме, но тоа не оди така. Уште едно гостување ќе реализираме секако. Во секое време, фала на вас, фала, поздрав до сите гледачи на ТВМ. Благодарам за транспарентноста и за соработката. Ја продолжуваме и понатаму. Народно гостување ќе ви закажам кога ќе го решите проблемот со депонијата. Па може. Благодарам уште еднаш. Фала и вас.